цел ден и нека пишем между 22 часот. Искрено, сакам само да доставам до вас предлог амандманите за редакција на бюджетот, но колегата Советник и Гостачиевски споруваше премалце за кредитивитет, дволичност и лицемерие, така да во однос на расправата на бюджетот ќе мора да се осврнам на две последни точки од бюджетот, кои што комплетно ја демаскираат постојаната власт и во вистинска лице покажуваат нејзината дволичност, лицемерие и подесување спрема две клучни теми во однос на граѓаните на општина Битола. А тоа се екологијата и културата. А моите амандмани се за спортот. Интересно е на кој начин преку програмата за култура се поврзува екологијата. Во програмата за култура стои дека преку естетизација на просторот, преку освојување на нови простори за културни случувања, преку опустошените рурални средини ќе се подобрува животната средина во еден од населените градови во Европа. И сега, дали е дволично оваа тема да се става во култура, програма за култура и од тоа да се влечат пари за бюджетот, ќе ви стане многу појасно. Ако само за пример го земем однесувањето на господинот Кончановски спрема групата, тогаш беше сдружение на, тогаш беше иницијатива, сега е невладина организација за нас се работи, каде нивната иницијатива за формирање музички хепенинг, кој што воопшто немаше да пушта општина Битола, ниту еден дена, и кој што искрено се надевам дека ќе го подигнеше нивото на свест кај граѓаните за еколошката состојба во која што се наоѓа општина Битола, а воедно ќе делуваше и едукативно за граѓаните, беа најгрубо отврлени и нивното барање за одржување на музички хепенинг не беше дозволено. Едноставно, сдруженијето доби карактеризација како политички субјект, како политички барање или нешто слично, за денес да добиеме еден политички памфлет кој што вчера помина на седница на Совет по програма за култура, во кој што стои дека преку културата ние го прочистуваме воздухот. Сега, ако добро и внимателно го гледаме бюджетот, ќе видиме дека во истиот тој бюджет во подставка 42.560 имаме испитување на квалитет на воздухот и водите, каде што се обезбедуваат 650.000 денари, а тоа е за лиценцирана фирма за потврда на извор на загадување. Или тоа се околу 10.500 евра. Ако тоа не е лицемерно, ако тоа не е дволично, тогаш, господине Хаджиевски, јас и вие имаме сосема различни дефиниции за дволичност и за лицемерие. Така да не оставиме на страна политичките флоскули и да зборуваме нешто кое што на граѓаните му е потребно. А се надевам дека и вие живеете во овој дел од Битола и вие го дишите истиот воздух, така да би сакал да ми одговорат и подносителите на бюджетот, воедно и вие, како тоа преку програмата за култура ќе го прочистуваат амбиентално воздух и водите. Тоа замислете со 10.500 евра. Да, тоа е дволично. Се надевам дека видите одговор, ќе даде многу подобро објаснување на таа тема. Однос на тој дел би било уште поинтересно да се спомне нашето барење, инсистирање за тоа кои ставки одат директно во финансирање на тоа паметно битолско културно лето или поточно Битфест манифестацијата. На Комисија за финанси не прошета за цел бюджет и ни кажува одредени ставки, подставки од каде што се црпат овие средства, а тоа претежно се договорни услуги, други тековни расходи и така натаму.
за на крајот да останеме со прашањето колку тоа всушност ќе чини Битола. За денес од страна на градоначалникот Наталевски да бидеме искритикувани дека ние не сме за култура. Напротив, последна прилика, многу добро да се разбереме со господин Наталевски што представува култура, но сакам да напоменам дека ние ја поддржуваме секоја културна манифестација во градот кој што го подигнува нивото на градот, културното издигнување на граѓаните на Битола, но никако не можеме да пребегнеме преку трошењето на буџетски пари, т.е. нејасното трошење на буџетски пари, а секако не можеме да не останеме и да побараме одговор на прашањето колку пари се тоа потрошени за 2013 година, колку пари се потрошени за 2014 година, колку точно пари се предвидуваат за 2015 година. Бидејќи математиката може да е добра, може да е лоша страна, мислам дека на нашиот градоначалник како актер таа му води добро, затоа што има добри советници. Али мојата математика, колегата го Трешан, зборува дека во изминатиот период, баш на оваа ставка, Битолско културно лето или подставка Битфест, се потрошени некаде околу 4 до 5 милиони евра, кои што повторно ги поврземе со екологија, тоа е една пречистителна станица, за која што во овој буџет предвидуваме околу 259.000 евра, кои што се капитални расходи, изградба на пречистителни станици и колектори, реконструкција на пречистителни станици и колектори. Ова се стандардни градежни запати кои што треба да бидат во касарната и во индустријската зона жабени и тие се потреба за давање дозвола за живење, дозвола за работа во тие објекти, али не го решаваат проблемот кој што со децении се таложи врз крвот на граѓаните на општина Битола. Затоа, кога зборуваме за дволичност, кога зборуваме за лицемерие, најдобро е следниот пат, ако ме послушате, да потрошите малку повеќе од ден два проучувањето на бројките кои што ги предлага вашата администрација, може би недела, две, зависи од потребите, па тогаш реално можеме да зборуваме за термините дволичност и лицемерие. Бидејќи на крајот се сведува на тоа колку имаме ние волја да направиме нешто и дека треба да покажеме како Совет на општина Битола дека сме со граѓаните, дека овие предлози доаѓаат од граѓаните. Јас би сакал да предложам два амандмани, да оставам два предлога амандмани за Советот на општина Битола и овде пред вас би ги елаборирал истите. Првиот предлог амандман е за предлагам првиот предлог амандман од програмата за спорт за 2015 година да се отстранат 8 милиони денари, кои што вечерва научивме дека се предвидени за финансирање на фудбалскиот клуб Пенистер, бидејќи на нашата иницијатива да разгледаме договорот најверојатно пише кои се врските на општина Битола спрема фудбалскиот клуб Пенистер, што не ни беше дозволено. Предлагам овие 8 милиони денари кои се наменети за фудбалскиот клуб Пенистер да се наоѓаат во програмата за спорт за 2015 година, да се извадат од самата програма и целата купната програма од 15 милиони 200.000 денари да се средствата да се распределат за поддршка на другите планирани активности за 2015 година. Овие средства се мисли на 8 милиони денари, предлагам да се повлече од програмата за култура, која е два пати поволена од програмата за спорт и на тој начин да се финансира фудбалскиот клуб Пенистер. Со усвојувањето на овој предлог амандман ќе се обезбедат минимални финансиски средства за функционирање на спортот во Битола. Значи не зборувам за остварување врвни резултати, зборувам за преживување на спортот во Битола. Доколку не го прифатиме овој амандман, тогаш тоа значи дека дозволуваме спортот во Битола и понатаму да гони. Тоа е првиот предлог амандман. Вториот предлог амандман, бидејќи пред нас се доставен
развоен буџет за наредните 3 години. Предлагам во програмата ЕЛА, спорт и рекреација, капитални трошоци, од општинскиот буџет за 2015 година да се одвојат 6.150.000 денари или 100.000 евра. И оваа сума треба да продолжи да се инвестира, тоест отворува за 2016 или 2017 година на сметка на инвестирање и реконструкција на планинарскиот дом Копанки. Овој локалитет представуваше порано место на кое се среќаваа и дружија многу генерации, одмара од планирањето, од пешечењето, разговараа и размислуваа за следните планинарски потфати, место со кое што сите ние битолчени сме мотивно поврзани, така да мислам дека ако размислуваме за капитални трошоци, ако размислуваме за инвестиции кои што ќе помогнат за развивање на туризмот во Битола, развивање на спортот во Битола, секако ќе најдеме пари за да ги прераспределиме и така средствата од огромниот буџет за реконструкција на Копанки. Овие средства предлагам да се издвојат, само еден момент, од програмата 422, каде што се предвидени 87.623.463 денари и истите да се пренаменат во поставката 482.930, тоа е програмата ЕУ2, со тоа што оваа сума би достигнала 37.150.000 денари. Амандманите во писмена форма ќе ги доставам. Ако ви е потребно дополнително образложение за истите, на комисија ви стојам на располагање и се надевам дека барем за овие амандмани нема да покажеме дволичност, нема да покажеме лицемерие, туку истите тие ќе бидат прифатени, затоа што се во интерес од граѓаните и потекнуваат од граѓаните, господине Качиевски, така да, ако и вие го слушате пулсот на граѓаните, сигурно ќе ги подржите овие предлог амандмани. Тоа се засега моите размислувања односно буџетот и моите предлози за промена на истиот. Благодарам.